Следува програма наменета за целата публика. Добро вечер, почитувани гледачи. 19 е часот. Време е за новото издание на емисијата Живе и здраво, која на телевизија К1 се емитува секој вторник во овој термин, се разбира. Што представува длабоката венска тромбоза, како и белодробната тромбемболија? Кои се причините, кои се ризик факторите? Како да се заштитиме и на кој начин се разбира се лекуваат овие болести, како и симптомите? Вечерва разговарам со доктор Елена Амбаркова Виларова, специјалист трансфузиолог од специјалната болница Филип II. Пред и официјално да ја поздравам докторката, јас ќе ве подсетам дека и вечерва на телефонскиот број 043030690, доколку имате прашања поврзани со оваа проблематика, можете слободно да се јавите и се разбира да добиете одговор за вашите прашања. Докторке, добро вечер и добре дојдовте во К1 телевизија. Добро вечер и до вас и до гледачите на К1 телевизија. Така. Рековме ќе говориме за венскиот тромбемболизам и за тоа како се формира тромбот во вените. Еве тоа би било првото прашање за вечер. Прво едно мало објаснување за гледачите. Значи, во човековиот организам постојат два типа на крвоносни садови. Едните крвоносни садови, тоа се артериите, ја изнесуваат крвта од срцето, додека другите, вените, ја враќаат крвта во срцето. Тромбот може да се формира и во артериските и во венските крвни садови. Меѓутоа, тој се разликува по квалитет во едните и во другите крвни садови и се разликуваат причините како настануваат тие тромби, па различен е и начинот на лекување. Значи, реков, на една страна се артериските тромбози, тука спаѓаат, сигурно гледачите знаат за тоа се срцевите и мозочните инфаркти, а на друга страна се венските тромбози, за кои ќе зборуваме денес. Тромбот всушност представува патолошко згорчување во луменот на крвниот сад, значи крвта во вените би требало непречено да циркулира. Меѓутоа, од неколку причини кои што ќе ги наведам следно, доаѓа до формирање на тој тромб, на тоа згорчување и од тука понатаму потекнуваат и симптомите кои се поврзани со венскиот тромбемболизам. Значи, за да настане појава на тромб во вената, морат да бидат исполнети минимум 3 фактори. Тоа се оштетување на ѕидот на самиот крвен сад, во случајот вената, потоа успорен проток во венскиот крвен сад и третата причина е хиперкоагулабилноста, односно една состојба на зголемена склоност на организмот да ствара тромбози. Значи, доколку се исполнат сите овие причини, во исто време доаѓа до формирање на тромб, кој може да се формира во било која вена на организмот, значи во вените на вратот и во вените на рацете или во вените на било кој друг орган, меѓутоа најчесто се формира во длабоките вени на долните екстремитети, значи на нозете, од причина што крвта во вените циркулира обратно од силата на земјината тежа, значи вените како крвни садови се пооптеретени во однос на артериите, а и по анатомија нивниот зид е послаб, така да по-често доаѓа до комбинација на овие фактори до појава на тромбоза. Нормално после формирањето на тромбот, поради оштетениот проток во дадената вена, во конкретниот случај ќе зборувам за најчестата локализација, значи за тромбоза на длабоките вени на нозете.
се јавуваат нормално симптомите кои што доколку се појават во полна клиничка слика, многу лесно доаѓаме до диагноза. Значи, најчесто прв симптом е отокот, кој некогаш е навистина изразен, доколку тромбот го зафаќа целиот лумен на крвниот сад. Потоа се јавува црвенило, се јавува болка. Меѓутоа, проблемот е што почесто симптомите се многу подискретни. Значи, може да се јави само дискретен оток на ногата, така да пациентот го занемарува. Или пак такви симптоми, што исто проблем во поставувањето на диагнозата на длабоките венски тромбози, такви симптоми имаат и други заболувања. Обично тоа се заболување на кожата, заболување на коскениот или на мускулниот систем на екстремитетот. Еве би спомнала пример руптура на мускул или тумор на коска или целулит, воспаление на кожата. Така да во тој случај потешко се доаѓа до диагноза, меѓутоа во денешно време има навистина низа на методи кои што нас како лекари ни олеснуваат, ни го олеснуваат поставувањето на диагнозата и нормално навремена терапија која е многу битна кај овие заболувања. Колку често се јавува ова заболување кај пациентите? Постојат ли податоци, еве конкретно за Македонија, веројатно, може би не, меѓутоа веројатно има во светски рамки. Колку е често ова заболување? За жал во Македонија немаме епидемиолошки податоци колку е често ова заболување, меѓутоа сигурно не се разликуваме многу од општата популација. Значи, прво да кажам дека венскиот тромбоемболизам е трето по честота васкуларно заболување. Значи, на прво место е срцевиот инфаркт, на второ место е мозочниот инфаркт и трето место венскиот тромбоемболизам. Значи, воопшто не за занемарување кога станува збор за морбидитетот и морталитетот. Јас чисто да дадам акцент на сериозноста на заболувањето, ќе ги искористам податоците од епидемиолошките служби на Соединетите Американски држави. Тие покажуваат дека годишно во Америка заболуваат од 200 до 400.000 од длабока венска тромбоза. Значи, од нив околу 100 до 200.000 добиваат белодробна тромбоемболија, која што ќе зборуваме покасно. Е најсериозна компликација на длабоката венска тромбоза, а уште по-сериозно е и по-страшно е што 1/3 од тие случаи со белодробна тромбоемболија завршуваат фатално, значи со смртен исход. Така да навистина станува збор за едно потенцијално смртоносно заболување кое што сериозно треба да го свати самиот пациент доколку нели пројави некои од овие симптоми кои што претходно ги кажав, меѓутоа и лекарот, значи за да исклучи или потврди постоењето на венски тромбоемболизам и ќе повторам уште еднаш, многу е битно брзината во воведувањето на терапијата. Значи успешноста на лекувањето на ова заболување зависи од колку брзо ќе го препознаеме заболувањето и колку побрзо ќе вклучиме адекватна терапија. Има некои студии во старски домови кои што укажуваат дека можеби причината за смртност, значи белодробната тромбоемболија како причина за смртност е многу поголема од колку што се мисли. Тоа го покажале студии на пациенти кои починале во тие старски домови на кои постмортем, значи после смртта е направена обдукција. Значи често пати кога некој ќе почини, велиме обично од инфаркт или од мозочен удар, можеби причината е баш белодробна тромбоемболија. Така. Рековме нема податоци за Македонија, но од вашето лично искуство во текот на работењето, каква е состојбата еве во Македонија? Јас веќе 13 години ја работам оваа работа и мислам дека
венскиот тромбоемболизам како заболување го има, тоа е сосема нормално, меѓутоа дека свеста кај медицинскиот персонал во однос на профилакса, значи превенирање на ова заболување, затоа што тоа е поврзано со поголем број на хируршките гранки, со поголем број на хоспитализирани пациенти е на многу поголемо ниво. Од една страна, значи од друга страна излегува многу нови медикаменти кои што може да се дадат како превенција. Пред операција и после операција, ако пациентот подолго време лежи во болница, во тек на, значи целата хоспитализација, така да пак немам податоци, меѓутоа мој личен впечаток е дека се повеќе медицинските работници, значи лекарите, се свесни за сериозноста на ова заболување и применуваат адекватна профилакса. Зборувајќи од почетоците на моето, да речем, кариера во оваа област до сега. Кои се причините кои можат да доведат до венски тромбоемболизам? Значи, обично, грубо поделено, причините може да бидат вродени или стекнати. Вродени причини, состојба која е позната како тромбофилија, тоа што си го носиме со раѓањето, тоа што сме си го наследиле од нашите родители и за жал го пренесуваме на нашите деца. Такви тромбофилии најчесто поврзани со венскиот тромбоемболизам се, да речеме, фактор 5 Лајден, потоа протромбин мутациите, потоа антитромбин 3 дефицитите, протеин С, значи тоа постојат повеќе и вообичаено се прават кај луѓе, кај пациенти кои што имаат епизода на венски тромбоемболизам на помлада возраст. Значи, ризикот за појавување на длабока венска тромбоза нормално расте со старењето, меѓутоа не е вообичаено да се јави кај млад човек. Доколку од полно здравје млад човек, значи, развие длабока венска тромбоза, во нашата институција, верувам и во другите институции, обавезно се упатува да ги направи овие тестирања, од причина што прво тоа ја одредува должината на траењето на неговата антикоагулантна терапија, која што понекогаш може да трае и доживотно. Меѓутоа, пациентот исто треба тоа да го знае, затоа што во ситуации на зголемен ризик за тромбози, например, и операција, тој би требало да го информира лекарот дека го има тој дефицит, односно таа тромбофилија, и да биде третиран како пациент со висок ризик. Значи, тоа во однос на вродената склоност кон тромбози, односно тромбофилиите. Меѓутоа, постојат низа состојби кои се стекнати и минливи. Например, сите состојби кои што се поврзани со хирургија, посебно со одредени типови на хирургија, како што е ортопедијата. Значи, ортопедијата е на врвот на пирамидата во однос на ризик од венски тромбоемболизам. Меѓутоа, и други типови на хирургија, абдоминална хирургија, во гинекологијата, значи, самата хируршка интервенција, значи, доведува до активација на коагулацијата, од друга страна, самата анестезија доведува до успорен проток во вените и сето тоа, таа комбинација доведува до појава на венски тромбоемболизам и затоа такви пациенти кои имаат зголемен ризик мора да се препознаат предоперативно, значи да се почне со профилаксата уште предоперативно, да се изменаџира пациентот во тек на операцијата и после операцијата со цел да не дојде до појава на формирање на тромб. Меѓутоа, ниедна метода не е 100% сигурна, така да и покрај некогаш адекватната профилакса се јавуваат епизоди на длабока венска тромбоза. Потоа, на сите состојби малигните заболувања, сами по себе си исто висок ризик за венски тромбоемболизам, пациентите со срцева слабост, пациентите со одредени бубрежни заболувања, потоа употребата
орални контрацептиви кај жените, бременоста сама по себе, значи бременоста сама по себе е физиолошка хипертромботична состојба. Затоа што нормално организмот во тек на бременоста се спрема на голема крвозагуба, кое што се очекува да се нели случи во тек на породувањето, меѓутоа некогаш тоа зазема друг тек и резултира со појава на венски тромбемболизам. Дебелината, пушењето, сите состојби на долго стоење или седење, може би сте слушнале, венскиот тромбемболизам е познат како economic class disease, значи на болест која се јавува кај луѓе кои патуваат подолго од 2 часа со авион или подолги патувања нели со автобус, со кола и така, со возило, да. Така да постојат да вистина многу фактори кои што треба да се земат во предвид и секако кога пациентот ќе дојде со симптоми кои што не асоцираат на евентуална длабока венска тромбоза, нормално во анамнезата е многу битна, значи дали претходно имал некаква хоспитализација или бил болен од друго заболување па морал да мирува во кревет или патувал на подолга релација. Така да. Кои се компликациите од длабоката венска тромбоза? Што се може да се случи после тоа? Значи, главно компликациите се две. Првата е таа што е посериозна, претходно веќе во неколку наврати ја спомнав баш поради незината сериозност, тоа е белодробната тромбемболија. Што всушност значи белодробна тромбемболија? Тромбот кој што се формира во вената има тенденција да се шири. И како тој расте, неговите крајни делови се најрастресити и лесно можат да се откинат. И кога ќе се откинат, тие патуваат низ венската циркулација и застануваат во белодробните артерии, значи во белодробните крвни садови, и нормално ја спречуваат циркулацијата. Тоа доведува до симптоми кои што може да бидат доста драматични, значи со нагол губиток на свест, со пат на притисокот, со искашлување на крв, понекогаш се и минути битни за да пациентот адекватно се згрижи, затоа што, како што реков претходно, е потенцијално фатално заболување. Значи, сите пациенти кои имаат длабока венска тромбоза, сигурно ги прашуваме, доколку поготово ако е таа длабока венска тромбоза на некоја поголема вена, обавезно ги прашуваме дали имаат болка во градите, дали искашлуваат крв, дали имаат некаква нелагодност и при најмало сомнение за белодробна тромбемболија, значи третманот и значи хоспитализирањето и тој ангажман околу пациентите е поинаков. Во некои случаи нормално пациентите можат со венска тромбоза да си поминат и со домашно лекување, кое што реков и претходно дека сега има плејада од лекови кои што можат да се користат, меѓутоа во некои случаи мора да се хоспитализираат. Тоа во однос на белодробната тромбемболија. Втората најчеста компликација на венските тромбози е постфлебитичниот синдром. После епизодата на длабока венска тромбоза се оштетуваат венските клапи. Значи, циркулацијата во вените, крвта тука застојува ради тие оштетени клапи и доаѓа до појава на формирање на еден хроничен оток на ногата, притисокот во вената расте, па доведува до излегување на крвни елементи надвор од крвниот сад во околното ткиво, кое што доведува до појава на хроничен воспалителен процес на кожата, кој што на крај може да резултира со појава на рана. Тоа се хроничните венски рани кои сами по себе, значи, не се животозагрозувачки, меѓутоа тие многу тешко зараснуваат, често пати може да се инфицираат
и во во голема мера го нарушуваат квалитетот на животот на пациентот, така да можеби не се животозагрозувачки, меѓутоа се исто така сериозна компликација на длабоките венски тромбози. Така. Како се дијагностицира длабоката венска тромбоза, како и белодробниот тромбоемболит? Значи, сега постои еден во последно време многу популарен тест, порано таков тест не постоеше, тестот на D-димери. Тоа е тест кој што се врши преку крвта и кој обично се прави на почетокот од кога пациентот ќе дојде. Овој тест не може да ни потврди тромбоза. Значи, доколку, затоа што може да биде позитивен и кај други заболувања, например кај малигни заболувања, кај инфективни заболувања во тек на бременост, меѓутоа доколку е негативен, во тој случај со голема веројатност пациентот нема тромбоза. Значи, без разлика, симптомите може би да личат ногата, например, да е отечена, меѓутоа, ако D-димерите не се високи, би требало дијагнозата да оди во друг правец. Значи, може би станува збор за некакво ортопедско нарушување, најчесто или кожно заболување и така натаму. Ако тестот на D-димери е позитивен, следен чекор во дијагнозата е ултрасонографскиот преглед или ехо прегледот. Многу едноставен, безболен преглед за пациентот. Со сонда, значи, се гледа луменот на крвниот сад, се гледа тромбот. Доколку и со оваа метода не успееме да поставиме дијагноза, во некои случаи таа си има ограничување, например, кај гојазни луѓе, има низа фактори, во тој случај постојат сега современи методи кои ги има и во нашата болница. Тоа се флебографијата, потоа компјутеризираната томографија, магнетната резонанца. Значи, сега веќе лесно. Зборувам за пред 20 или 30 години, кога само со физикален преглед, значи, лекарот морал да одлучи дали станува за збор за тромбоза или не. Што се однесува до белодробната тромбоемболија, тука повторно дијагнозата, значи, прво се прави ехо преглед. Тоа е веќе повеќе област на интернистите и кардиолозите. Се прави ехо преглед и доколку постои висок сомнеж за тромбоза, следниот чекор е компјутеризираната томографија, односно ангиографија на белодробните крвни садови, каде се гледа тромбот, нели, дали има белодробна тромбоемболија или нема, и понатаму се одлучува за терапијата. Така. Откако ќе се дијагностицира дека пациентот има венски тромбоемболизам, како постапувате понатаму? На кој начин се лекува? Значи, основно е антикоагулантната терапија. Постои стандарден третман и, како што реков, нови антикоагулантни лекови. Стандардниот третман се започнува со хепарини. Сега веќе има нискомолекуларни хепарини кои што пациентот може и сам да ги аплицира под кожа. Значи, не мора да посетува секој ден амбуланта. Истовремено се започнува со орална антикоагулантна терапија. Тоа е популарно, пациентите ја знаат, терапија која се дава по шема. И треба за оваа терапија треба да прават редовни контроли на крвта, затоа што подесувањето на дозата зависи токму од тоа испитување кое што е наречено ИНР или ИНР. И контролите зависат во зависност од стабилноста на вредноста. Обично вредноста за длабоките венски тромбози, таа вредност на ИНР треба да биде меѓу 2 и 3. Доколку е стабилна, контролите се на подолго време, доколку од многу причини, значи, таа вредност нестабилна, контролите се почести. Сега новите антикоагулантни лекови, како што се ривароксабанот, апиксабанот, дабигатранот, даваат голема комоција за пациентите затоа што не е потребна рутинска контрола на крвта. Така да секој пациент сега има и избор, значи која терапија
прво ние нели предложуваме, меѓутоа и самиот пациент има избор дали ќе се лекува со еден тип на терапија или друг тип на терапија. Меѓутоа, пак ќе кажам, битно е да се препозна и веднаш да се почне со адекватна доза. Затоа што доколку дозата на лекот е мала, тоа е веќе докажано, веројатноста од појава на постфлебитичен синдром, значи оние венски рани за кои што зборував претходно, веројатноста да се тие појават е многу поголем. Така. Колку време трае лекувањето? Или тоа е зависи од самиот пациент? Тоа е навистина добро прашање и најголем предизвик бар за мене, меѓутоа имам разговарано и со мои колеги колку да трае антикоагулантната терапија. Тоа и во гајдлайните кои што се нели светски и према кои работиме, и таму нема стриктна насока. Значи вообичаено ако има некаква причина за појавата на венската тромбоза, например пациентот лежал во болница, скршил нога, едноставно кажано и добил тромбоза, тогаш препораките велат дека доволно е 3-месечна антикоагулантна терапија. Меѓутоа, ако пациентот добил тромбоза од полно здравје, значи ако е релативно млад, или пак ако има повторувана тромбоза, неколку епизоди, една или повеќе епизоди на тромбоза, во тој случај антикоагулантната терапија трае подолго време. Проценката колку ќе трае антикоагулантната терапија е на лекарот кој што го лекува пациентот. Значи тука се повторно доплер контролите, повторно тест на дедимери, проценка на ризикот од крварење, која е главна компликација на овие антикоагулантни лекови во однос на ризикот дали повторно би се јавила тромбозата. Така да навистина тоа е најтежок момент за секој лекар кој лекува, кој се занимава со оваа проблематика. Меѓутоа постојат пациенти кои што обично тие кои имаат тромбофилија, значи вродена склоност и кои што примаат и доживотна антикоагулантна терапија. Така. Сега, како да се превенира од венскиот тромбоемболизам? Значи, кога зборуваме за општата популација, се што важи за кардиоваскуларните заболувања, значи правилна исхрана, движење, спортување, откажување од пушење и сите тие работи, сето тоа важи и за превенција од венски тромбоемболизам. Меѓутоа, за луѓето кои веќе имале епизода на длабока венска тромбоза или белодробна тромбоемболија, во случај, пример, на подолги патувања, треба да знаат дека треба да носат еластични чорапи, треба да вежбаат во тек на тие патувања, треба да пијат доволно течности во тек на тие патувања. Во некои случаи дури препорачуваме и нискомолекуларни хепарини или друг тип на антикоагулант, доколку пациентот е висок ризик или па имал во брзо време епизода на длабока венска тромбоза. Така да во секој случај, секој пациент кој што преживеал длабок венски тромбоемболизам, поготово ако патува, и ако после патувањето почувствува оток на ногата или, уште пострашно, губиток на здив и скашлување на крв, веднаш треба да побара лекарска помош. Така. Сега можеме да проговориме малку и за проширените вени. Што представуваат тие? Ми се чини дека тука некаде и поврзана е оваа проблематика со тромбозата и тромбоемболизмот. Па да почнеме пак од анатомијата. Значи, како што имаме длабок венски систем, имаме и површен венски систем. Површниот венски систем, конкретно на нозете, е одговорен само за некаде околу 10% од циркулацијата, венската циркулација. Значи, главната улога ја имаат длабоките вени. Во
исто и тие вени, како површните вени, како и длабоките вени се повеќе оптеретени, ради тоа што мора да издржат тежината на целото тело од една страна, циркулираат обратно од сила на земјина тежа, па и се најподложни на проширување. Значи, тоа се варикозни вени или проширени, народски кажано проширени вени, кои што се делат на значи, телеангиектази или паековидни вени, како мрежички, тие се помали од 3 мм, или варикозни вени доколку се поголеми од 3 мм. Сите сме ги виделе, повеќето од луѓето и ги имаме како старееме варикозните вени, тоа се јазловидни проширувања, модро пребоени по кожата, кои што можат да се јават од многу причини. Така, на прво место, На прво место е генетиката. Значи од генетиката не можеме како и кај повеќето заболувања не можеме да избегаме од наследството генетско. Меѓутоа побитни се мислам дека и не генетските, значи факторите како што се дебелината, потоа проширени вени повеќе се јавуваат кај жените ради естрогените хормони, поради бременоста. Во бременоста повеќе се јавуваат не само ради естрогените, него и ради притисокот на плодот и отежнатиот проток во венскиот систем. Така да со старењето исто, менопаузата кај жените повторно зголемен ризик од појава на варикозни вени. Сега симптомите, ако зборуваме за симптомите кај варикозните вени, тоа се надоврзува нели едно на друго. Некои луѓе немаат никакви симптоми, има само естетски проблем. Меѓутоа, кај други пациенти се јавува појава на оток, појава на тежина во ногата, значи тежина која се зголемува наутро, значи состојбата најдобра, како минува времето, ногата е се потешка и потежната. Потоа се јавува пребојување на кожата, повторно се сличноста меѓу длабоките вени, оној постфлебитичен синдром се јавува и овде, значи хроничен дерматит и крајната фаза појава на венски улкус. Значи тоа е сличноста во однос на компликациите на длабоката венска тромбоза и хроничната венска болест на површните вени. Сега разликата во однос на терапијата е тоа што површните вени може да се оперираат. И доколку се препознае хроничната венска болест, значи проширените вени и варикозните вени доколку се отстранат, може овој хроничен дерматит, значи хронични промени на кожата да не се јават. Затоа треба да им советуваме на пациентите дека операцијата сега веќе покрај класичниот тип на операција постојат и други лазерски методи, значи кои се многу покомотни, едноставни за пациентот. Треба да советуваме да пациентите се оперираат, затоа што ако веќе се појават промените на кожата, повторно, значи препорачуваме операција, меѓутоа резултатите во однос на кожните промени се многу по-слаби. Рековте дека жените се поподложни на заболување од овие проширени вени, но меѓутоа ми се чини дека мажите па и не се баш исклучени. Кои се ризик факторите пак кај мажите за проширени вени? Наследниот фактор е број 1. Дебелината број 2, пушењето број 3. Точно дека статистиката вели дека жените се поподложни, меѓутоа и мажите, далеку од тоа дека се имуни, не се исклучени од ова заболување. Така да единствено хормоналниот статус и бременоста и тие работи, да речем, ги на некој начин ставаат во некоја поповолна
ситуација мажите во однос на жените кога зборуваме за варикозните вени. Меѓутоа, да се вратам за длабокиот венски тромбоемболизам, мажите се во однос на повторувачки епизоди се подложни во однос на жените. Значи, кога зборуваме за длабока венска тромбоза. Наведовте некои од причините кои што можат да доведат до проширени вени, кои се пак тука и ризик фактори останати за проширување на вените, без разлика дали кај мажите или кај жените? Ја спомнав претходно дебелината, значи без дебелината мислам дека е најсериозен фактор за појава на венска инсуфициенција, значи на венска слабост, затоа што да не речам сите пациенти кои се обезни, кои имаат прекомерна телесна тежина, имаат и венска инсуфициенција, понекогаш и немаат толку изразени површни вени, значи повеќе им се слаби тие перфорантни вени, односно вени кои што се комуникација меѓу длабокиот и површниот венски систем, и веќе доаѓаат и на млада возраст со краен стадиум на венска инсуфициенција, односно појава на рана. Така да дебелината на прво место, потоа исто би спомнала професиите со долго седење и долго стоење, значи професори, фризерки, професијата исто е битна улога и игра битна улога, затоа и препорачуваме кај поготово овие луѓе кои имаат такви професии уште и пред да дојде до појава на варикозни вени да носат превентивно еластични чорапи. Може би на почетокот од помала компресија, меѓутоа ако дојде до појава веќе на варикозни вени, во тој случај и носење на еластични чорапи со поголема компресија. Исто не спомнав, еластичните чорапи се многу битни и во превенција на постфлебитичниот синдром кај длабоките вени. Значи и битно е да се вклучат како терапија во првиот месец од појавата на длабока венска тромбоза и да се носат минимум 2 години. Има и издржани, значи, студии и статистички податоци кои го потврдуваат тоа. Сега малку за нашиот народ некако повеќе им верува на лековите отколку значи сето тоа што ние го велиме хигиено-диететски режим, значи ги советуваме да ослабат многу, да се движат, да ги носат еластичните чорапи. Меѓутоа многу повеќе веруваат на лековите. Да, лековите се битни, меѓутоа кога станува збор за венски заболувања, хигиено-диететскиот режим е многу побитен. Ги споминавте еластичните чорапи, дали тие треба да се носат 24 часа на дневно или само додека пациентот е во движење, кога спие не треба да ги носи, како се применува ова? Значи, битно е еластичните чорапи да бидат земени по мерка. Има специјализирани продавници кои што значи продаваат специјализирани чорапи за венски болести. Тие се навлекуваат на ногата уште пациентот пред да стане од кревет и се носат цел ден. Значи не се носат во тек на ноќта. Или пак ако пациентот не може да издржи, да се носат бар додека пациентот седи или стои. Често пати сега има различни типови на луѓе. Јас лично ги советувам додека сте на работа, носите ги чорапите, кога ќе дојдете дома имате можност ногата да ја ставите во хоризонтала, во тој случај може и да не ги носите. Меѓутоа битно е, значи, да се носат и да не бидат пациентите, значи, ригидни кон тоа дека тоа не е лек. Да, баш тоа е тоа што најмногу помага, затоа што на оштетениот венски зид, значи на тие оштетени клапи ништо не може да им помогне. Ако веќе станува збор за длабока венска тромбоза, ако станува збор за површна венска болест, во тој случај може да се оперираат. Меѓутоа има многу пациенти кои што поради разни причини, здравствени првенствено, не можат да се оперираат. Се висок ризик за да ја поднесат анестезијата, така на тие уште
мислам, уште побитно е да носат еластични чорапи за да превенираат појава на венска рана. Така. Каква терапија се препорачува и дали воопшто може да се излечи ова проширување на вените или па може само да се стави во некоја си стагнирање? Може ли да напредува болеста и понатаму или па скроз може да се излечи? Знаете како, значи во овие 13 години пракса имам видено луѓе кои што имаат навистина естетски многу лоши вени, меѓутоа немаат никакви симптоми. Значи, во тој случај, ако на пациентот естетски не му сметаат и не сака да се оперира, не мора да се оперира. Меѓутоа, има пациенти на кои што можеби и професијата им е таква, можеби им е тој и психолошки товар, на тие им препорачуваме операција. Нели, и само ако е естетскиот проблем, затоа што на крај тоа е проблем кој што може понатаму и психички проблем да предизвика и така натаму, некогаш се тоа млади луѓе. Меѓутоа, во сите случаи, кога веќе има промени на кожата, тоа значи дека процесот од само естетски преминал во некоја понапредната фаза. Со кој интензитет ќе се движи брзината на прогресијата на состојбата никој не може да предвиди. Во некои случаи пациентите се толку дисциплинирани, значи во однос на тој хигиено-диететски режим, носат еластични чорапи, се движат, спортуваат, одржуваат идеална телесна тежина и цел живот поминуваат со тој, да речеме, прв стадиум на хронична венска слабост. Меѓутоа, кај други пациенти, можеби и покрај сите применети мерки, состојбата прогредира. Во тој случај, пак ќе повторам, советуваме поитна операција со цел да се превенира токму појава на тој венски укус. Инаку, кога зборуваме за естетика, постојат и други методи, например склеротерапијата. Значи, меѓутоа тоа е моментално решение. Да. Тие повторно пак се јавуваат и битно е да им кажеме на пациентите дека после 2-3-5 години може повторно да се јави, значи да не очекуваат чуда. Што се однесува до медикаментозниот третман, медикаментозен третман, значи да исчезнат тие варикозни вени, не постои. Така. Постојат разни гелови и креми кои што ги препорачуваме да ги користат пациентите, меѓутоа тие гелови и креми само ги ублажуваат тегобите. Значи, битен момент на прогресијата на болеста и насоката во која насока ќе трне болеста нема. Значи, само ги ублажуваат симптомите. Така. И еве на самиот крај од денешното издание на емисијата Живе и здраво, како да се заштитиме? Како да се превенираме од овие болести? Значи, живеете здраво. Така. Да, битно мислам дека кога станува збор за вените е да се одржува идеална телесна тежина и да се да се избегнува долго стоење и долго седење. Каде што тоа не можеме да го направиме ради тоа што, пак ќе кажам, професијата ни е таква. Во тој случај препорачувам да се носат еластични чорапи, односно компресивна терапија. Дури и кај сите ние кои што немаме некаква генетика, верувам дека секој од пациентите ќе се најде во приказната ако работи подолго време и нозете му висат, нозете отекуваат. Пак ќе кажам, слаби се крвни, таков е типот на крвните садови. Целата тежина на телото е на нив, така да лесно може да попуштат. Јас, доктор Кеамбаркова, ви благодарам за времето кое што го одвоивте и бевте гостин во емисијата Живе и здраво. Се надевам дека успеавме барем малку да ја подигнеме свеста кај граѓаните за сопственото здравје. Се разбира, ве очекувам во некоја нова прилика повторно да ни видите гостинка. Јас ви благодарам на поканата. Тоа беше се, почитувани гледачи, за вечерашното издание на емисијата Живе и здраво. Јас ве поздравувам и ви посакувам повеќе здравје. Се гледаме во следната недела.